Ова се настаните на денот. Струшките педиатри во викенди, празници и во ноќна смена прегледуваат деца од 6 општини. Околу 1000 семејства од Охридско-Струшкиот регион немаат ниту за леб. Министерката за култура во обиколка на културно-историските локалитети во Охрид. По повеќе од една деценија, Менса во Охрид ќе спроведе тестирање за ниво на интелигенција. Значителен пораст на бројот на патници на Охридскиот и Скопскиот аеродром. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време со сончеви периоди ветровито и пораст на дневните температури на 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток умерено облачно, ветровито и свежо. Утре во северозападна, западна, југозападна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време со дожд, ветер и ниски температури. Локално врнежи од дожд се очекуваат во источна Европа и на северно-апенинскиот полуостров. Останатите делови од стариот континент претежно сончево со локална облачност и релативно топло време. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно со сончеви периоди, ќе биде потопло со пораст на температури. Во источните и јужните делови на полуостровот сончево со локална облачност, а максималните дневни температури во интервал од 17 до 24 степени. Во Македонија во четврток во утринските часови по котлините и долините слаба магла, во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и потопло. Дневните температури ќе бидат во пораста, ќе дува и југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури од 3 до 11, максималните дневни температури во Македонија од 16 до 22 степени. Во Охрид во четврток претежно сончево со локална облачност и потопло време, минималната 8, дневната 18, а во петок претежно сончево време со локална облачност, ќе биде топло со дневна температура до 21 степен. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, а попладни услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната 10, дневната 23 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде топло. Дневната температура 21 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Октомври, месецот на попусти, стигнува во Кармен Бау Центар во Охрид. На 17 и 18 октомври искористете ја широката понуда на висококвалитетни производи и алатки од светски познатите брендови DeWalt, Stanley и Bosch со попусти до 25%. Искористете ја распродажбата на избрани парчиња алатки со неверојатни попусти до 45% од брендовите Verto и Grafit. Дополнителни попусти на фасадни системи од висококвалитетниот бренд Бекамент, како и на системи за сува градба од светски познатиот бренд Knauf. Не ја пропуштајте специјалната промоција на светски познатите брендови Velux и Soudal, кои ги нудат најновите иновации во областа на градежните материјали. Со Кармен Бау Центар Охрид бидете дел од модерното градежништво со ексклузивни понуди од светски брендови. Нашите стручни тимови се тука да ви помогнат во секој чекор од вашите проекти. Телефон 046 258 285. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот,
обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, почитувани гледачи. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Поради недостиг на педиатри, веќе 2 години во Охридската болница нема детско оделение. Има само дневна амбуланта во 2 смени. За викенди, празници и ноќна смена. Болните деца од Охрид патуваат во Струга. Во Охридската педиатрија моментално има 3 специјалисти. До предизвестно време беа само 2. Поради недостиг на педиатри, веќе 2 години во Охридската болница нема детско оделение. Има само дневна амбуланта во 2 смени. За викенди, празници и ноќна смена. Болните деца од Охрид патуваат во Струга. Во Охридската педиатрија моментално има 3 специјалисти. До предизвестно време беа само 2, додека 5 педиатри во Струшката болница се грижат за лекување на децата од целиот регион, од општините Охрид, Струга, Бевчани, Дебар, Дебарца и Ресен. Ситуацијата е иста како што беше и порано. Значи, ноќните смени, смените за празник, сето тоа сите пациенти од Охрид доаѓаат кај нас. Истиот е, значи немаме никаква промена, преку работните денови знаат до 60-70 дена, викендите 60 до 70 деца, викендите и до 100. Лекарите од Струга велат се преоптоварени од работа. Родителите пак се жалат дека мора да патуваат во Струга, бараат надлежните да изнајдат решение. Ние од тие 5 педиатри, 3 сме буквално пред пензија. Бројме уште 1-2 години до пензија, така да сепак ние во исто време покриваме и неонатолошкиот оддел го покриваме во Струга, значи на две оделенија држиме во исто време. Така да заморот се чувствува. Во Струшкото детско оделение има 10 болнички кревети, 6 помошни и 6 дополнителни за дневна болница. Критично е во време на вирози и настинки, кога се бара место повеќе. А право да ви кажам, не знам како би се снаоѓале во тој момент, а сепак ќе мора тие што се потешко болни да ги задржиме, другите преку дневна болница да ги лекуваме. Иначе поинаку нема. Капацитетот е тој на детско оделение. Од Министерството за здравство повеќе пати ветија решавање на проблемот. Најавија 2 педиатри од земјава кои требаше да дојдат да работат во Охридската болница, но тоа не се случи. Трибината во Охрид како дел од кампањата Ние сме Европа ќе се одржи вечерва во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 18 часот.
Темата на овој настан е членството во Европската Унија од аспект на развојот на туризмот и бенефитите од инвестициите во животната средина, информираат од Секретаријатот за европски прашања. На отворената трибина ќе се обратат Бојан Маричик, вице-премиер за европски прашања, Каја Шукова, министерка за животна средина и просторно планирање, Грегор Прескар, амбасадор на Република Словенија и Љупчо Јаневски, директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Настаните од кампањата "Ние сме Европа" се од информативен карактер и имаат за цел да го продлабочат диалогот со граѓаните за можностите и придобивките кои ги нуди пристапувањето и членството во Европската Унија. Васил Марковски е новиот председател на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца. На 12 октомври годинава се одржа седница на управниот одбор на Сдруженијето, на која поранешниот председател на Сдруженијето Ѓорги Трпчевски поради здравствени причини поднесе оставка. За председател на управниот одбор е избран Васил Марковски, кој ќе извршува и функцијата председател, додека за заменик председател е избран Наум Цановски. Околу 1000 семејства од Охридско-Струшкиот регион се борат со глад. Економската криза и зголемувањето на цените на храната најмногу ги погоди многодетните семејства, заедници со болни и инвалидизирани лица и самохраните родители. 1000 семејства од Охридско-Струшкиот регион живеат во сиромаштија. Економската, енергетската криза и поскапувањето на цените на храната се причините за се поголем број семејства да се борат со глад. Најпогодени се многодетните семејства, заедници со болни, инвалидизирани и самохраните родители. Од Црвениот крст велат секојдневно добиваат барања за помош во храна, облека и основни намирници. Добро да има многу детни семејства, но не е добро тие да се борат за опстанок и за живот, значи за храна и за јадење. Има многу такви семејства, особено сме осетливи и фокусирани на тие семејства, значи тоа се самохрани родители, претежно самохрани родители. Во Охридскиот регион има околу 600, во Струшко околу 400 семејства кои се борат со глад, а добиваат социјална поддршка од Центарот за социјални работи. Бројот на социјално загрозени домаќинства, бидејќи станува збор за вариабилна бројка, оваа година, според нашата евиденција, во првиот и вториот квартал имаме благо намалување на корисници споредно со минатите години. Црвениот крст од двата градови оваа недела за борба против гладта собира помош во финансии, храна и средства за хигиена за семејствата кои живеат на работна сиромаштија. Секоја посета на Охрид е исклучителна, бидејќи нашиот бисер има наследство, кое е наша гордост, вели министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска при посетата на Охрид. Таа ги посети културно-историските локалитети и разговараше со раководството на завод и музеј за проектите кои што се во тек, како и за заштитата на културното наследство. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска беше во посета на Охрид, при што оствари средба со директорката на Охридскиот завод и музеј Ирена Шајн, а посети и некои од најзначајните културно-историски обележја на градот. Министерката ги посети Самуиловата тврдина и археолошкиот локалитет Плаошник, за кој во текот на годинава, како дел од годишната програма поддржана од Министерството за култура, започна со реализација проектот дигитализација на документацијата од археолошките истражувања во 2013 година на локалитетот Плаошник. Што се однесува на Самуиловата тврдина, министерката вели дека стручните екипи на Охридскиот завод и музеј посветено работат на проектот за конзервација и доистражување на просторот со цел ревитализација и целосна презентација. Овој проект се реализира 4-та година поред, а веруваме дека следната година Самуиловата тврдина ќе биде целосно подготвена за презентација, со што уште повеќе ќе се подигне квалитетот на културната и на туристичката промоција на Охрид, вели министерката. Министерката Костадиновска Стојчевска, придружувана од вработени во завод и музеја, посети и црквата Света Богородица Болничка, каде што со поддршка од Министерството за култура како продолжување од минатата година се одвива проектот за конзерваторско-реставраторски работи на живописот на црквата. При посетата на античкиот театар пак министерката била запозната со комплетната промена на дрвената конструкција,
при што станало збори за подобрување на условите на изведба на оваа сцена на отворено. Според министерката, заводот и музеот Охрид е една од институциите кои покажуваат самоодржливост преку обезбедување средства од сопствени приходи од влезници за посета на музеите и локалитетите. И на крај, како што вели министерката, меѓу другото, биле разменети и мислења за актуелните случувања во рамките на УНЕСКО во сферата на заштитата на културното и природното наследство, за да се постигне успех во зачувувањето на престижниот УНЕСКО статус на Охридскиот регион. Неопходно е секој да го понесе својот дел од обврските, и централната и локалната власт и граѓаните, вели министерката за култура. Значителен пораст на бројот на патници на двата македонски аеродроми во првите 9 месеци од годинава. Исто така пораст бележи и реализацијата на полетување и слетувања. Од јануари до септември годинава низ двата македонски аеродроми поминале речиси 2,5 милиони патници. ТАВ Македонија, подружница на ТАВ аеродром и членка на АДП групацијата, известува за силен пораст на бројот на патници за периодот јануари-септември годинава, кога вкупно 2,4 милиони или 2 милиони 357.720 патници патувале преку меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид, што представува годишен пораст од 30% во однос на 2022. Во споредба со 2019 која се смета за референтна година во воздухопловството како најдобра година во однос на патничкиот сообраќај пред COVID-19, двата аеродроми бележат 15% повеќе патници во периодот јануари-септември годинава. Во однос на бројот на летови за истиот период годишниот пораст е 19, односно 5%, споредбено со 2022 и 2019, соодветно или на аеродромите во Скопје и Охрид се реализирани и обслужени вкупно 17.683 летови. Ова представува продолжување на позитивниот тренд на закрепнување, она што не прави особено горди е што статистиката на воздушниот сообраќај за двата македонски аеродроми ја надминува референтната 2019. Очекуваме до крајот на оваа година со новите линии и новите авиокомпании кои влегоа на македонскиот пазар, заедно со извонредноста во нашите услуги што им ги се даваат на нашите посветени и ориентирани кон клиентите колеги, да ја заокружиме оваа година како година на рушење на нови рекорди, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија. Годинава досега две нови авиокомпании влегоа на македонскиот авијациски пазар, Lufthansa и Norwegian Airlines, со редовни или сезонски летови до Франкфурт, односно Осло. Во меѓувреме од скопскиот аеродром Sun Express најави дека чартер летовите до Измир и Анталија ќе продолжат да се обраќаат како редовни летови од предстојната зимска сезона. А Визер започна со редовни летови до Љубљана. Дополнително, Aegean Airlines од 2 октомври годинава започна да лета до Сараево. Охридскиот аеродром беше сведок на одлична летна засилена сезона со сезонските и чартер летови до Белград на Air Serbia и до Манчестер и Лондон од Гетвик на Туи. Најчеста дестинација во меѓународниот аеродром Скопје според статистиката на патничкиот сообраќај на ТАВ Македонија за периодот јануари-септември годинава е Истанбул. Најчеста дестинација за патување за трите квартали од оваа година во јануари и септември од Охридскиот аеродром пак е Базел. Во моментов, според распоредот на летови, од меѓународниот аеродром Скопје летаат 14 авиокомпании до 41 дестинација, а од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид 2 авиокомпании летаат до 6 дестинации. Денес веднаш после дневникот не пропуштајте информативната емисија со Весна Ивановска, генералниот менаџер на СИВУС едукативниот и развоен центар, за можностите кои им се нудат на младите, доколку се одлучат IT технологиите да бидат нивната иднина. Менса Македонија за прв пат по повеќе од 10 години организира тестирање на општата интелигенција со цел прием на нови членови во Охрид. На 28 октомври 2023 во сабота во 14 часот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид.
Доколку сте од Охрид, имате над 16 години и сакате да дознаете колку е вашиот коефициент на интелигенција, тестирајте се и дознајте. Менса Македонија за прв пат по повеќе од 10 години организира тестирање на општата интелигенција со цел прием на нови членови во Охрид. Тестирањето трае 20 минути, а резултатите ќе ги знаете само вие. Сите заинтересирани треба да уплатат 500 денари на уплатница на Менса Македонија на сметка 360-2113-02 комерцијална банка со цел на дознака за тестирање. Заинтересираните исто така треба да пополнат формулар чиј што линк можете да го најдете на Facebook страната Менса тестирање на интелигенција во Охрид, најдоцна до 27 октомври. На самото тестирање треба да понесете документ за лична идентификација, од евентуално претходно тестирање да се поминати 6 месеци и да не се тестирате повеќе од трет пат, да имате наполнето 16 години на денот на тестирањето. Тестирањето се одвива со стандардизирани тестови за интелигенција на Mensa International и резултатите се тајни. Доколку вашиот резултат е во горните 2% од светската популација, се стекнувате со право да станете член на Mensa Македонија, со тоа и на Mensa International. Тестирањето ќе се одржи на 28 октомври во сабота, во 14 часот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот председател Џо Бајден пристигна во Тел Авив во посета на Израел. Тој пристигнува по смртоносната експлозија во болницата во Газа. Израелските и палестинските власти разменуваат обвинувања за вината за нападот. Израелските одбранбени сили соопштија дека веруваат оти палестинските милитанти стојат зад нападот на болницата во појасот Газа по лансирањето на исправна ракета кон Израел, а израелските одбранбени сили го соопштија ова откако синоќа ракета ја погоди Ал-Ахли болницата, каде загинаа најмалку 500 лица. Палестинците ја обвинија израелската армија за овој напад. Со својата посета Бајден се обидува да покаже непоколеблива поддршка за Израел и да разговара за начините за ублажување на хуманитарните страдања во Газа. Бајден се симна од Air Force One во 11 часот по локално време и го прегрна израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и израелскиот председател Ицак Херцог. Бајден ќе ја почне посетата со средба со Нетањаху, пошто ќе следува поширок состанок со израелскиот воен кабинет. Австрија најави построги контроли на границата со Чешка поради брани илегални мигранти. Новите контроли на чешката граница ќе бидат во сила 10 дена најмалку. Потегот е преземен откако Германија пред 2 дена најави гранични контроли за да се справи со приливот на илегалните мигранти. Германија воведе гранични контроли со Полска, Швајцарија и Чешка, а ги прошири и граничните контроли со Австрија. Последните месеци бројот на нелегални влезови во Германија е зголемен, особено преку источната рута која води низ Полска и Чешка. Дел од бегалците Белорусија и Русија намерно ги префрлаат преку границите со цел да се дестабилизира Европската Унија, велат од Министерството за внатрешни работи на Германија. Неколку други држави од Шенген зоната веќе го известија Брисел за вакви планови. Франција има воведено проверки на границите со Белгија, Луксембург, Германија, Италија, Шпанија и Швајцарија поради ризикот од тероризам и нелегална миграција преку медитеранската и балканската рута. Сепак французите не проверуваат на секаде деноноќно, туку селективно и приспособено на ситуацијата. Вистинска драма се одвивала во момент кога авион на германскиот канцелар Олаф Шолц требало да го напушти Тел Авив. Непосредно пред полетувањето од аеродромот Бен Гурион се огласиле сирените. Шолц веќе се качил во владиниот авион кога дошла наредбата сите патници да излезат од авионот и да легнат на подот. Кога се огласила сирената за воздушен напад на аеродромот во Тел Авив, германскиот канцелар Шолц и неговиот тим лежеа на земјата. Шолц вчера го посети Израел за да изрази солидарност со таа земја по нападот на Хамас. Грета Тунберг е уапсена на лондонската нафтена конференција која се одржува од 17 до 19 октомври во Лондон. Шведската екоактивистка била приведена од страна на полицијата откако им се придружила на стотици други протестанти пред хотелот Мейфер, каде се одржала конференцијата. Извршните директори на најголемите светски компании за нафта и газ учествуваат на конференцијата, каде присутни се инвеститори и британски функционери. Од британската полиција соопштили дека се приведени 5 активистки. Во рамките на кампањата Oil Money Out, активистите за климата планирале 3-дневни немирни протести околу конференцијата.
Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!